За сега нема обвинети за повреденото 11-месечно бебе од Чуто Оризари. Вонредниот инспекциски надзор во градинката 8 април не открива конкретни информации за тоа како се случил немилиот настан, за кој родителите обвинуваат дека нивното чедо, додека престојувало во градинка, се здобило со скршеница на клучната коска, гребнатина и модринка под десното око. Од Министерството за труд и социјала информираат дека допрва ќе се утврдува фактичката состојба или евентуална вина кај вработените. Извршен е вонреден инспекцијски надзор, земени се изјави од вработените и согласно Закон за заштита на деца, инспекторите ќе издадат решение за постапување и утврдување на фактичката состојба или евентуална вина на вработените за згрижување на детето. Односно, инспекторите ја задолжуваат директорката на детската градинка да започне постапка за утврдување на фактичката состојба или евентуална вина на вработените за згрижување на детето. Не само со инспекцијски надзор, вината ќе се бара и на друг начин. Медицинското вештачење ќе покаже како е повредено 11-месечното бебе. Дали тоа се случило во градинката или надвор од неа. Таткото на бебето во разговор за Алфа повторно кажа дека очекува брза разрешница и бара одговорност од виновниците. И покрај тоа што си има повреда, ние сме приморани, сега не е проблем, само за да се докаже дека тоа што се случило кај нив. Без ескивирање, без избегнување на одговорност, све што треба е да си ја сносат таа одговорност што они треба да се ја сносат како стручни лица. Случајот за повреденото бебе го пријавија родителите. Пред 2 дена таткото Имер Салиу јавно со рентген снимка и медицински извештај ги обвини негователките во градинката дека неговата ќерка била повредена додека била во таа установа под нивни надзор.